Здраво, другари! Во исто време, на исто место, во прекрасниот свет на Тимота и со најубавите сокчиња на Витаго, односно Соко Горица, почнува новата епизода на Децата зборуваат. Што имаме интересно да ви кажеме во оваа епизода? Што интересно зборувавме, ќе видиме во продолжение. Во новата епизода се дружиме со нашата принцеза Јоана и едве чекам да го запознаете нашиот суперхерој Бранко. Поддржете не со еден лайк и subscribe за да гледате повеќе ваква содржина. Се гледаме во продолжение. Со една прекрасна принцеза, кога се појави, ја не знам дали е принцеза, дали е Барбика, дали е Елза, а незиното име е? Јоана. Јоана, кажи ми сега, ти си само Јоана, да. Си принцеза, си Барбика, си Елза, што си? Елза. Елза си, како е чувството да бидеш Елза? Што прави Елза, кажи ми вака, секој ден? Прави мраз. Прави мраз и на... снег. Чекај, а на топло кога е како сега? Уште прави мраз. Уште прави мраз. А кажи ми нашата Елза Јоана, колку години има? Колку годинки имаш срце? 5. Цела рака? Да. Кога наполни? Летно време или зимно време? Летно. Летно време. Каде го славеше? Дома. Дома, во двор? И кажи ми каква ти беше роденденската забава? Со многу балони? Да. Со Барби беше. Со Барби беше, тортата со Барби? Да. И колку свекички дуваше? 5. 5. Така? Да. А следната, тоест оваа година сега, со што сакаш да ти биде тортата? Со што да ти биде забавата? Со Арио. Со Ари... знаеш дека многу ја сакам јас Арио? Не. Со My Little Pony. А ќе навикнеш ли нас на роден ден? Да. И што поклон сакаш да ти купиме? Да погодам? Да. Шминки. Да. Лакчиња? Да. Лакирана си денес? Да. Како и секогаш. Друго книги? Да. Сликовници? Друго нешто да ти купиме некое... Толку. И толку? Да. Сме запомниле. Да. Еве, Батко Младен ги запиша и значи тоа си го добиваш за роден ден. А кажи ми, како си денеска, дали си добро расположена, се наспа, се одмори? Да. Доручкуваше? Да. И што најмногу сакаш да јадеш за доручак? Компир мајче. Компир манџо што за доручак, значи ти здраво се храниш многу. А со кого најмногу сакаш да си играш уште од рано од сабајка? Мама. Со мама. Која ви е најубавата активност, најубавата игра што си играте со мама? А што значи тоа? Најубава активност значи најубава игра која ви е. Што најмногу сакате да си играте? Јас со мама многу сакам да играме со барбиките. Една барбика даваш на мама, една за тебе? Да. Јас Елза, а мама Ана. Ти Елза и мама Ана. Значи си играте птенубаво? Да. Така, а тато го вклучувате ли во игрите? Ама тато уште е работа у лето ќе дојде, кој ќе пуне 6 Кога години. ќе леле какви, значи дали има поубаво изненадување, ниеден поклон не може да го замени тоа кога ќе го видиш тато како ќе го изненадушкаш, така? Да. Тоа најубавото изненадување ќе ти Да. биде. Ајде сега да те прашам. Дали ти имаш некој домашно миленице? Едно. 2, 3, 4, 5, колку твоите години? Не знам. Ајде да изброиме. Може да ми кажеш? Да. Ајде да ми кажеш. Моето маче се вика Маша, а на мама Томи. Значи тоа се две мачиња? Да. Потоа? Дона, Бела. Чекај, Дона и Бела мачиња се? Не, кучиња. Дона Бела, добра. Рибата, мама се вика. Рибата мама. Да. Значи имаш 5 домашни миленичиња. Да, и Дона има 5 години како мене. Па вие во исто време славите роден ден. Не изден да не ви е роден ден Не со знам. Дона. Не знам, треба да прашаме. А дуваат ли кучињата и мачињата, им славите на нив роден ден? Им правите тортички? Да. Од што? Мама некој ден, која Јована дојде, ми направи коска торта на Дона. Каква е таа коска торта, само кучињата смеа да јадат или мачиња? Или и мачињата или и луѓето?
Мачињата и кучињата. Мачињата и кучињата? Да. Чекај, а на роденденската забава, кога славите заедно сите мачиња, кучиња, рибчиња, па им ставате торта, па им ставате капи. Така им правите? Не. Па како? Им ги викате другарите. И кучињата и мачињата 100% имаат другари. И ја ги замислувам, журка прават кај вас во двор. Забава, музика. Кучињата играат, мачињата ги вртат. Така се случува? Не. Па како се случува? Каква е роденденска забава на кучиња или мачиња? Не. Еден ден, кога мама направи коска торта на Дона, славевме внатре и после кога завршивме од среќен роден ден кога пеевме, лаевме. Вие лаевте? Како лае Дона, ќе ми покажеш, ќе ми кажеш? Ајде што кажеш? Ама не лае она аф, туку друго лаење има, така? И сега сакам да ми кажеш по една карактеристика за сите. Како е Дона? Голема, мала? Голема. Колку е голема? Волку? Као 5 години. И дали кучињата и мачињата си играат меѓу себе или не? Се бркаат, се караат. А за роден ден како се здружуваат? Еден ден, кога јас пунев 4 години, Дона ја бркаше Маша и Томи. Како? И што направија Маша и Тони после тоа? Се сокриеле. Кај се сокриле? На дрво? Да. Стварно? Така Осум си е. години. И Маша, и што правеше кутрето доле? Ги гледаше и млаеше? Не. Гогора ги гледаше и лаеше. О, Гогор, значи ти си многу среќна чим си обкружена со толку убави домашни миленичиња, чим цело време ви е забавно дома, Да. така? Леле, браво, Мача. Кажи ми сега, освен домашни миленичиња, дали имаш и многу другарчи? Да. Кои ти се најдобрите другари и другарки? Јована. Колку интересно, Јоана и Јована. Така? И двете на истата буква ви почнува името. Друго? Јована и Јоана. Така. Друго? Само Јована. Само Јована. Која ти е најбавата активност што ја правиш со Јована? Што значи Па тоа? што најмногу сакаш да си играш со Јована? Со барбиките. Со барбиките. А зошто баш Јована од сите другарки ти е најдобра другарка? Што е толку интересно кај Јована што другите го немаат? Што е женска? Затоа што е женска. А машко другарче имаш? Јована. Јован? Не. Леле, вие сите на Ј. Ај ти ме напрашаме кои би се најдобри другарки. Ти ме прашаш? Не знам. Прашаме речи кои ти се тебе најдобри другарки? Кои се најдобри од целата планета другарки? Бојана и Снежа. Да не ги познаваш? Мама! Мама! Одлично, Мачо. Дали знаеш што се тоа другари? Да. Што се тоа другари да слушнеме? Другари се машко и женско и машко и женско си играат заедно со играчки. Тоа се другари. Ајде сега друго нешто те прашам, само си така сконцентрирано. Ќе те прашам дали знаеш што е тоа. Сега ова прашање е многу сериозно. Мора да се исправиш. Така, многу спремна ли си за сериозно прашање? Да. Дали знаеш што е тоа љубов? Да. Што? Сакаме дечкови. Да си ги сакам, дечко? И да си ги кушкаме. А кај се среќава дечко? Дечковите. Дечко, имаш ли ти дечко? Да. Како ти се вика твој дечко? Давор. Давор? Да. Кажи ми, кај се средна со Давор? Кај се запознавте? Никаде. И па од кај се знаете? Од градинка. Од градинка. И како прв пат кога се видовте со Давор, дали одма од прво ти се допадна? Од прво. Од прво, што најмногу ти се допаѓа кај Давор? Давор. Нешто, како изгледа, како се однесува. Што најмногу ти се допаѓа? Смешно. Како смешен е Давор многу, ти прави смешки? Да? И што најмногу Како ми досаѓа. Што најмногу сакате да правите со Давор, да си играте? Во градинка.
Четири сариси и со барбици. Чекај, ти му правиш него, викаш, ајде, затоа што јас сум толку добра другарка, ќе си играм со диносауруси, а после му вика, јас дека сум толку добар другар, ќе си играм со барбики. Така? Друго да те прашам нешто, да те прашам дали знаеш што е тоа добро однесување. Да. Ајде да ни кажеш што е тоа добро однесување. Сакаме бабите, кога ќе одиме на гости, добро да се... Што да правиме добро срце? Да бидеме тивки и да пиеме кафе. Ти пиеш кафе? Да. Да, од кафе дали јас сакам слушното дека може на децата да им порасна опашка. На мене не ми пора. Ама ти сигурно пиеш некој детско кафе. Да. Да, какво е тоа детско кафе? 1000 година. Ќе не однесеш на детско кафе да пиеме и ние? Мораш да ни покажеш. Ја нешто не обожавам кафе за возрастни, ама детско кафе мислам дека ќе ми се допадне многу. Може да прашам нешто? Да. Дали ти беше интересно? Да. Дали ќе дојдеш пак? Да. Дали сакаш ти нешто нас да напрашаш? Да. Ајде да напрашаш нешто? Јас многу те сакам. А дали јас можам да те гушнам? Да. Дојди да се гушнеме и да им кажеме чао на другарчињата. Ајде да им мапнеш да им кажеш чао на другарчињата. Деца да зборуваат. Како сме се договориле денеска, како договорени да сме во иста боја облечени? Убав. Убаво? Да. Кој те дотерува тебе во убаво? Драган. Драган. Што ти е тебе Драган? Другар. Другар. Да. Значи вие се собирате пред да идете негде со другарите и се дотерувате. Да. За кај се спремате така дотерани? За Окусево. За во Крушево. Кога ќе идеш во Крушево? Утре. Утре ќе не носиш ли со тебе? Да. А што има убаво во Крушево? Ајде, чекај, прв пат идеш или си бил и претходно? И денес. И претходно и сега пак идеш. И што највеќе ти остави впечаток во Крушево? Што има интересно нешто во Крушево? И грцки. А дали знаеш, има еден македонски пејач што многу убаво пее, најубаво. И што е од Крушево, дали знаеш како се вика? Не. Си слушнал за Тоша? Да. Како се презива, ти текнува? Не. Тоша Проевски. Да. И дали му знаеш вака некоја песна негова? То се Проевски. Кажи ми, дали денеска се одмори? Да. Дали се наспа? Да. Дали сонуваше нешто убаво? Ништо не сум. Ништо не сонуваше. Си сонувал ли некој убав сон некогаш? Не, само страсни работи некогаш добри. Не, ајде да кажеме една добра работа што си сонувал. Може си сонувал дека си бил некој суперхерој? Не, нека сум бил Веном. Венон? Да. Која е моќта на Венон да ни кажеш? Hulk. Хулка е такав силена? Да. Заради ти си толку силен, така? Да. Кажи ми што правиш за да си толку силен? Јадеш нешто? Јадам. Пиеш, вежбаш, што правиш да си толку силен? Многу сакам на вежбам и многу сакам да спијам, све сакам. Све сакаш. Која вежба е вежба за да бидеш силен како Хулк? Што ќе им кажеш вака на луѓето? Која вежба да вежба за да бидат силни? Научам на боксе. Да удираат во боксеви, некоја друга вежба вака да идат да трчат. Знам, тоа смеат на тецот, молатина. Смеат да трчат, друго што смеат? Дали смеат многу да гледаат во телефон или тоа не смеат баш? Ја гледам многу, ама кога ќе ми се испрени ке заспи. Ќе заспиеш, значи те успива тоа пред спиење. Знаеш ли како најубаво се заспиваш? Заспиваш најубаво кога си читаш приказни или кога приказни нека си раскажуваш пред спиење, тогаш и многу убаво сонуваш. Да. И све што си прочитал нешто интересно во приказната ќе го сонуваш интересно. Да. А дали го познаваш вистинскиот Спајдермен? Да. Која е моќта на Спајдермен? Неговата моќ беше да се качува по Веном Спајдермен. Тоа е нека комбинација, ова е нека најнова комбинација. Ама Веном Спајдермен. Умен да пукне. Треба си имаш. Дали ти ги слушаш мама и тато и си многу умен? Да. Кажи ми некоја работа што ја правиш за да ти кажат мама и тато браво, некоја многу умна работа. Да.
Која е таа работа што ја правиш да си многу умен? Си седам, си пијам кафе. Кафе си пиеш, ама Да. кафе за деца сигурно. Да. Детско кафе, друго што правиш нешто умно? Дали ги слушаш мама и тато? Ги слушам. Дали помагаш по дома? Да. Дали правиш нерад по дома? Да. Чекај уште еднаш ќе те праша. Дали правиш нерад по дома? Да. Не треба да правиш. Што е тоа? Па тоа како ќе расториш по дома. Не. Не правиш добро, значи пак ќе те прашам, дали расториш по дома? Не. Не. Дали помагаш на мама кога треба да се постави масата за јадење? И на Драган и на мама. И на Драган и на мама. Дали помагаш, дали знаеш некогаш да се налутиш? Не, никак. Значи да не успеав да те Само да измамам. се смеам. Само да се смееш. Што најмногу те прави среќен и што најмногу те смее да ми кажеш? Драган со не скокот. А јас како те скокотнам, ќе се насмееш? Па, ајде пробај. Ајде вака да пробам. Ау, чекай вака. Не. А вака како ти направам? Оу, па ти си многу силен. Да. Да? Значи само тато кога те скокотка, само тогаш се смееш. Не, ни тогаш, понекога се смее, понекогаш не. А ако сакам јас да ти пробам, ти погледни ме сега мене, биди сериозен. Ако сакам да ти направам некоја смешка, ќе се насмееш? Па да. Ама јас не знам смешки да правам, не сум научила и следен пат ќе научам. Ама еве ми се насмеа. Ето ми се насмеа. Ајде да те прашам нешто. Да те прашам дали имаш нека домашно милениче? Па да. Што имаш? Мача. Ма се избега. О, каде отишла мачето? Само куци имам, не знам. Ако знаев, ќе знам кај бегала. Кај бегало мачето, не можеш да предпоставиш? Не. Може отишло во градинка со другарките. Таму не може да иде. Зошто да не може? Нема градинка за мачиња? Нема. Нема. Може ние они имаат, ама ние не знаеме. Ја И знам. тоа е како опција. Нека има, некога сописува за куќија и за мачки. Градинка и училиште за кучиња, за мачиња. Да. Каде се наоѓа тоа? Не знам. Не знаеш, ама се слушнал дека има. Само знам, не сум слушна. Сам така ти текнал? Да. Ајде кажи ми твоето куче сега како се вика. Бади ти казав. Бади, ако кафе бади, голем, мал. Не пугуеме. Колку, ајде со раците да ми покажеш колку е поголем. Бране, па тој е поголем од тебе? Да. Да? Не, па јас сум пугуем од него. Аха, каде живее Бади? Со тебе да не спие? Да. Со тебе спие? Да. Па не те бутка од креветот? Не. Па кај бе собира толку големи дечковци на еден кревет? Јас спијам кај Бади у куќакот. Вие сте се менјавате? Ти кај Бади, он кај тебе? Да. Не ти е ладно надвор? Па не. Не. Ти што најмногу сакаш да јадеш? Па стекци пие висуи, макарони, виси, пица, хамбургер, тост. Па ти многу, затоа И си... купам се. И копанче, затоа ти си толку силен? Да. Од толку многу јадење? И хамбургер. Леле. После може да идеме на еден хамбургер. Да. Може? А кажи ми, што не сакаш да јадеш? Сигурно има некој јадење? Да те погледам, ќе погодам. Граф, тоа не јадам. Тоа ич не јадеш? Тоа не ми е убаво, А, не? Грасок, не. Ни грашок. Не. А во градинка кој ќе ти дадат граф да јадеш? Што правиш? Ништо остав. Ај вака, замисли имаш и во градинка граф. И си го оставил, гладен си. Доаѓаш дома и дома имаш граф. Треба да го оставиш. Што правиш во таа ситуација? Гладен ли ќе останеш? Да. Не, па мешето ќе те боли. Не ме бои. Не те боли мешето. А ако треба да бираш граф или грашок, што повеќе би јадал? Едно мораш да избереш. Грасок. Грашок, добро се договоривме за грашокот. Грашок јадеме. Кој готви најубави јадење? Ти, Драган. Тато? И ти. И јас? И ти, мама. А, и мама и тато готват најубави јадење. Кој е најубавото јадење што го готви тато? Да. Кој е? Вака кога ќе ти изготви, што е најубаво? Мама и тато. И двајцата? Да. Мама прави сигурно убава супа. Па, Драган прави. А мама убаво мевца?
Прави. Одлично. Значи за тоа ти си силен затоа што дома ти прават многу убави јадења. Спомнавме градинката, спомнавме дека во градинка имаш многу другарчиња. Да. Да. Кој ќе готвиш како најдобро другарче? Ја. Ти? Ти си значи најдобар другар на сите. Да. А дали во градинка имаш некоја симпатија? Не. Не. Зошто? Сакам така ја. Сакаш да имаш симпатија? Девојка дали имаш? Имам. Сега се збунивме. Како ти се вика девојката? Стефи. Стефи, како изгледа Стефи, вака убавка? Да. Со долга или кратка коса? Кратка. Каква боја на очи има? Како мене. Тоа значи многу прекрасна. Да. Поголема или помала од тебе? Па поголема не она. Колку мене. Колку тебе? Што најмногу сакате да си играте со Стефи? Жмурка. Жмурка? И ајде да ми кажеш едно тајно место за криење, никој каде што не може никогаш да те најде. Се кријам позади кревет. Позади кревет? Нас дома. Аха, и никогаш не може таму да те најдат? Не. Не? А Стефи знае ли дека ти ја свиѓаш нејза? Да, си кажал? Да. Што си рекол? Дека ми се свиѓа. И она што направи во тој момент? Ништо. Срам ја беше? Се радува се. Се радуваше? Да. Ти рече ли она јас тебе те свиѓам или нешто или не само беше среќна? Само беше се. Она си оставил без зборови, не знаела веќе што да ти каже. Да. Сигурно е така. Ајде сега вака ќе те прашам нешто, ќе ти кажам едно зборче, ти да ми кажеш според тебе што значи тоа зборче, може? Да. Дали знаеш што се тоа добри навики? Не. Добри навики кога правиш нешто добро, така? Да, знам тоа. Ајде да ми кажеш ти една добра навика што правиш нешто добро? И што си те викаат браво, Бране, колку е ова добро што си го направил? Чиста. Чистиш? И давам вода на драката. Аха, и уште една, 3 треба да кажем. Дали помагаш на баба? Помагам. Со што и помагаш најмногу на баба? Со метла. Со метла? Да ја помогнеш да мети? Не надвор, само чиста. Сам без да ти каже баба и помагаш и она после ме ептен изненадена кога ќе види, така? Да. Браво бе, Бране. Ајде друго што ќе те прашам. Дали знаеш што е тоа љубов? Те молам да ми кажеш. Што е тоа љубов? Некако сакам. Ти кого најмногу сакаш? Драга ни мама и баба и бади. Сите? Баба. И како им покажуваш на мама, тато, баба, бади дека ги сакаш? Како им покажуваш? Епа така. М? Само така. Само од себе ти доаѓа? Да. Дали ги гушкаш, дали некој убав збор им И кажува? гускам. Они тебе те сакаат многу? Ми сакат. Тоа значи дека многу те гушкаат? Да. Браво, брате. И уште нешто ќе те прашам, дали знаеш што е тоа пријателство? Пријателство, другарство. Тоа знам нека е друга. Ајде да ми кажеш што е другарство? Ако си игра со деца другари. Ти што најмногу сакаш да си играш со децата другари? Па жмурка. Жмурка, а кај се наоѓаат тие деца другари? Каде може ние да најдеме другарчиња? Епа идат по мене. Идат по тебе? Да? И што ти викаат, Бран, ајде да се дружиме? Да. Така ти викаат? Па ја понекогаш викам Што викаш ти понекогаш? да си играме. Со кого ти е најубаво играњето? Со сите деца од гради. Со сите, ќе ги поздравиш сите деца од градинка? Да. Ќе им пратиш еден голем бакнеш? Да. Ајде да ми пратиш еден голем бакнеш на сите деца од градинка. Ете така. А дали ти текнува? Дали знаеш што значи тоа круша под круша паѓа? Да. Што значи тоа круша под круша паѓа? Ако ти падне нешто за јадење од горе. Одгоре ако ти падне нешто за јадење. Кога ќе ти падне тоа нешто за јадење, го јадеме или не го јадеме? Го јадеме понекогаш не. И како бираме дали ќе го изедеме или не? Па така. Така. По бојата, по мирисот, по изгледот. По мирисот. По мирисот. Ама ако е граф и ако мириса убаво, го јадеме или не го јадеме? Го јадеме. И граф? Епа граф не јадем тогаш кога мириса така. Ни убаво кога мириса граф не јадеме. Да. Договорено. И уште нешто да те прашам, дали знаеш кокошките што јадат? Да. Како се вика тоа?
Просо, така? Да, просо. Е, вака. Дали знаеш што значи тоа гладна кокошка просо сонува? Не. Ајде вака да размислиме што би значило тоа дека гладна кокошка просо сонува. Јаде јајце. Да кокошка да јаде јајца, Да. а просото Ништо не јаде, мислам. ќе го остави за другарките. Да. Така? Да. Брате, дали ти беше интересно? Да. Дали беше страшно? Не. Дали имаше трема? Не. Знаеш што е тоа трема? Не. Не знаеш? Битно ја немавме. М, Дали ќе не дојдеш пак? Да. Кога ќе дојдеш? После Крушево или пред Крушево? Не, утре ќе дојдам. Утре пак ќе дојдеш, а во Крушево кога ќе идеш? Утре. Чекај, утре ќе дојдеш и во Крушево. Да. Тоа значи дека заедно треба да идеме во Крушево. Да. Ќе нас собере сите тука што сме во кола, да не однесеш во Крушево? Да. Да? Ски, санка, борд, што треба да земаме со нас? Или ништо се имаш? Имам санка само. Имаш санка? Да. Ќе ни ја позивиш и ние да се санкаме на неза? Може. Од кај ти е санката, само кажи ми? Од баба Дејка. Од баба Дејка ти е санката. Браво, бране, да пукна. Фала ти многу. Ништо. И овој пат се забавувавме многу, се смеевме многу и научивме многу нови работи. Затоа ве повикуваме на следна дружба, следната недела, на исто место Тимота, а во меѓувреме пите ги најубавите сокчиња на Витаго. Се гледаме следната недела. Чао!